Се решава статусот на најголемиот дел вработени во здравството со договор на дело. Повеќе од 1100 доктори, медицински сестри, болничари и технички персонал конечно ќе добиет решенија за трајно вработување. Јавните здравствени установи ширум државата ги распишаа огласите. Една од медицинските сестри што чекала 6 години да добие договор за работа на неопределено од Даниела Милошевска. Таа со години посветено работела без здравствено и пензиско осигурување и вели дека конечно нејзината желба станала реалност. Работам во поликлиника Јане Сандански, медицинска сестра, подолг временски период, 6 години и повеќе. И денеска аплициравме за работа, бевме објавен е конкурс каде што можеме да аплицираме и се надевам дека ќе добиеме трајно вработување ние што работиме подолг временски период. Според синдикалците, вработувањето на медицинските сестри и техничари е нова надеж за граѓаните. Тие сметаат дека со зголемување на бројот на здравствени работници во Македонија нема да се дозволи стагнација на македонското здравство. Значи, ние сме задоволни, благодарност со тоа што се најде сенс за решавање на ситуацијата на овие луѓе кои што кога ни треба беа во првите борбени редови, а покасно ги заборавија. Едноставно беа заборавено мината. Здравствениот сектор беше пред колапс. Имаше голем одлив на млади во западноевропските земји, каде што овие конкурси би придонесле да овие млади луѓе не отидат во овие западноевропски земји, да не се одлеват. Пред неколку месеци беа вработени 300 специјализанти од различни области, а планот е уште толку да бидат вработени во ноември по локалните избори. Изминатата година, приватните специјализанти повеќе пати излегоа на протести, барајќи повисоки плати и регулиран работен однос.